Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Советот на општина Прилеп денеска ја одржа четвртата седница. Прилеп се подготвува за новогодишно славие со прилепска празнична приказна. Неинформираност и недоволна едукација се најчестите причини за злоупотреби на јавните ресурси за периодот пред, за време и по локалните избори 2025. Инфлацијата за една година изнесува 4%. Нафтата од полноќ повторно поевтинува. Времето денеска сончево и суво. Урбан маркетинг. Што ќе готвите за новогодишните и божичните празници? Празничната трпеза ќе блесне со традиција, со пита и баклава, со корите направени со љубов и мајсторија од Чиколукс кривогаштари. Веќе 17 години, Чиколукс е дел од секој празник. Семејство насмејано околу масата, со празнична атмосфера и топлина. Чиколукс кривогаштани, 17 години љубов. Best Solar Крушево, за ваш енергетски ефикасен дом, квалитет и екстра услуга. Кога грејната сезона е тука, ние се грижиме за удобноста и топлината во вашиот дом. Продажба и монтажа на системи за грејење на топла вода. Со нас секогаш добивате удобен комфор во домот. Best Solar Крушево. Ако сакате централно грејење, ќе имате енергетски ефикасен дом. Само со нас, Best Solar Крушево. Ние сме подготвени. Подготвени ли сте и вие? Ако сакате вкусна семејна трпеза, повелете кај нас, живинарска фарма Долмени Прилеп, со продажно место во центарот на Прилеп кај площадот Итарпео. Кај нас можете да најдете јајца со врвен квалитет и екстра цени за секој џеб. Еколошки, здрави, свежи со различна големина и врвен квалитет. Цените се прилагодени за сите што сакаат за престојните празници да имаат вкусна семејна трпеза. Направете го вашиот омилен специјалитет. Вкусете ги нашите јајца. За сите вас во живинарската фарма Долмени Прилеп ве очекуваат најубавите јајца. Дојдете, купете и имајте ги најубавите новогодишни и божични празници. Среќни празници со живинарска фарма Долмени Прилеп. Секое патување ново доживување. Со Роман Прилеп патувајте до вашата дестинација, заедно со нас. Секоја авантура се нови спомени и незаборавни моменти. Секојдневни патувања за Албанија и Црнагора. Новогодишни и божични тури. Метеори, божичното село Трикала. Со Роман Прилеп. Контактирајте не на 078-259-499. Превоз на патници Роман Прилеп. Ваш сигурен превозник. Секое патување со нас за вас е ново доживување. Роман Прилеп. Роман Прилеп. Трио 95. Вкус за вашата семејна трпеза. Традиција и квалитет. Вкусни производи кои мора да се пробаат и вкусат. Лиснати погачици, пици, моите кифли, пирошки, кори, лиснато тесто, тесто за пици. За вас и за вашата празнична семејна трпеза. Нашите производи ви носат вкусни спомени. Пробајте, вкусете и уживајте со нашите производи. Добар апетит со производите на Трио 95 од Прилеп. Среќни празници. Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп. Подготвен за вашите предновогодишни прослави. Прославете и наздравете за новата година со вашите деловни партнери, колеги и пријатели во прекрасен амбиент со највкусна храна во Прилеп и местни специјалитети. Салати, рибина чорба, скари, поховани даски, ширдени тави и уште многу други специјалитети по ваш избор со претходна нарачка. Телефон за контакт 078 276 204. Капацитет за 80 гости. Гостилница Еснав, ваш одличен избор за семејни прослави, роденденски забави, деловни состаноци и средби. Бирајте мудро, бирајте паметно. Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп.
Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветановска. Советот на општина Прилеп денеска ја одржува четвртата седница. На дневен ред се 40 точки. Советниците донесоа одлука за измена на распоредот на средствата на буџетот на општина за 2025 година. На барање на Сдруженијето Прилеп Фиш Прилеп, советниците дадоа согласност за користење на името Прилеп. Советниците ја утврдија висината на цената на превозот на учениците во општинските основни и средни училишта за релациите каде нема обезбедено линиски превоз за учебната 2025-26 година. Едногласно од страна на Советот беше усвоена програмата за утврдување на критериумите и стандардите за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Прилеп и одлука за донесување на урбанистичкиот проект со план за парцелизација за повеќе градежни парцели. На денешната седница беа разгледани и усвоени одлуките за распишување на јавен повик за пријавување на кандидати за избор на членови во управните одбори на јавните комунални предпријатија, членови во надзорните одбори за контрола на материјално-финансиското работење на овие предпријатија и формирање на комисии за селекција на пријавените кандидати. Воедно советниците денеска ги разгледаа и усвоија предлог решенијата за именување на представници на општина Прилеп во училишните одбори во 3 основни и 3 средни училишта. Под слоганот Прилепска празнична приказна, Прилеп се подготвува за новогодишната прослава. Градот е замислен како огромен новогодишен украсен новогодишен забавен парк, каде за секого ќе има по нешто. Градоначалникот на Прилеп Дејан Продановски го најави најпрво овој новогодишен базар со богата програма, исполнета со музички настапи, креативни активности, празнични декорации и разновидни содржини за сите генерации. Тој истакна дека Прилеп оваа година ќе живее во вистински празничен дух, а посебна благодарност упати до компанијата Витаминка, покровител на базарот, која ја одбележува 70 годишнината од своето постоење. Компанијата, како што најави тој, ќе внесе дополнително волшебство и празнична атмосфера во целиот настан. Градоначалникот упати отворена покана до граѓаните да се приклучат и заедно да го започнат најубавиот период од годината, создавајќи ја Прилепската празнична приказна, која ќе донесе радост и заедништво во градот. Што содржи прелиминарниот извештај за мониторингот спроведен под воդство на Меѓународната фондација за изборни системи ИФЕС, кои се најчестите забелешки и препораки од наблюдувачите од Lag Agro Leader, една од 10 невладини организации вклучени во мониторингот. Неинформираност и недоволна едукација, дури и на директните учесници во изборите, се најчестите причини за злоупотреби на јавните ресурси за периодот пред, за време и по локалните избори 2025, вели Даниела Цветановска од Lag Agro Leader. Многу големи разлики има генерално во руралните и во урбаните општини поврзани во делот со административната злоупотреба. Што значи административната злоупотреба? Користење на јавни објекти, користење на службени возила, користење на простори од локални јавни институции, потоа ресурси од општината, веб страни, проекти од општината, сето тоа спаѓа во административна злоупотреба. И сега многу е танка таа граница помеѓу она што е, дали е злоупотреба и на тоа како ќе биде пренесено нештото. Например, во општина Долнини имавме случај каде што градоначалникот не се кандидираше за повторен мандат, односно неговата партија имаше друг кандидат за градоначалник и беше многу лесно да се следи цел тој процес. Во Струмица исто така го имавме, да речам, тој полесен пат за подобро да можеме да следиме, бидејќи градоначалникот кој што беше не се кандидираше за друг мандат, партијата имаше друг, тогашната партија на власт имаше друг кандидат, наспроти другата партија со свој кандидат. Меѓутоа беше многу тешко во оние општини, еве во кои што ние се вклучивме и разговаравме со нашите колеги, во оние општини каде што актуелниот градоначалник беше и кандидат за градоначалник. Значи, имаше толку поместување на тие граници, дали се појавува
на некој настан како актуелен градоначалник, дали како кандидат за градоначалник, дали јавните функционери се појавува во својство на да промовира некој проект што е од Министерството за општината, или пак се појавуваат како партиска поддршка на кандидатот за градоначалник. Така што многу е тешко во некои општини, многу е тешко да се следи целиот тој процес. Меѓутоа, дека имаше злоупотреби, да, имаше. Долнини како рурална, мултиетничка општина имаше голем број на злоупотреби, и тоа злоупотреби најчесто во делот на користење на институции, јавен простор за јавни институции, локални простори за одржување на партиски митинзи, собири. Најчесто се користеа градинките, училиштата, и понекогаш го имаме она дека меѓутоа во селата пак и нема други места за каде да се одржуваат нели тие собири. И да, така е, во некој од селата нема друг простор, меѓутоа мора сето тоа да си биде добро регулирано, бидејќи, како што многу пати претходно спомнувавме, директорот на училиштето е директор на јавна институција, јавна локална установа, и не може на кого сака да го даде просторот на училиштето, а на некој ако не сака да не го даде просторот на училиштето. Тука е злоупотребата. Индексот на трошоците на живот во ноември 2025 година во однос на ноември лани бележи изголемување од 4%, а индексот на цените на мало бележи изголемување од 3%, соопшти Државниот завод за статистика. Инфлацијата мерена преку индексот на трошоците на живот во ноември 2025 во однос на октомври 2025 е зголемена за 0,5%. Според Државниот завод за статистика, цените на мало во ноември 2025 во однос на октомври лани се зголемени за 0,6%. Регулаторната комисија за енергетика ги соопшти новите цени на горивата кои ќе важат од полноќ. Промени има само кај дизелот. Евродизел поевтинува за 1 денар и од полноќ ќе се продава по цена од 68,5 денари по литар. Цената на бензините останува непроменета, односно 95-ката ќе изнесува 75 денари по литар, Евросупер 98 ќе се продава по цена од 77 денари по литар, цената на екстра лесното масло за домаќинство исто така останува непроменета, односно 66,5 денари по литар. Исто важи и за мазутот кој ќе се продава по 45 денари по килограм. Временска прогноза. Времето денеска сончево и тивко. Во Прилеп сончево со слаб северен ветер, минималната температура достигна до 0 степени, а максималната до 9 степени. Управата за хидрометеоролошки работи најавува стабилна и релативно топла временска состојба, условена од висок воздушен притисок, ќе се задржи и во наредните денови со повремена појава на магла во котлините. Временска прогноза. Следевте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, декември 2025. Одговорен уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.